Меđutim, цвету мој, тоа е навистина супер, искрено го мислам тоа, ако сте седнале на маса со ВМРО и Мицковски и се договоривте заедно да чествувате. Вие да. Искрено да го чествувате најголемиот македонски празник Илинден, а ете ВМРО за возраст прв пат да седне со вас. Од сите политички гарнитури до сега заедно да го чествувате денот кога е подпишан рамковниот договор во Охрид. Сите сме свесни дека што значеше рамковниот договор за македонците. Рамковниот договор за македонците е резултат на низа предавства, на низа замижувања, кои што македонските власти ги правеа години наназад пред да се случи војната 2001, така што беа намамени лесно во клопка, од која клопка не може да излезат неоштетени, тоест како поразени. И фактички ние таа војна изгубивме на политичката маса, на зелена маса. Но ние не ве обвинуваме вас за тоа, како албанци. Вие тргнавте да си во таа војна за да си го остварите тоа што ви беше целта, да освоите што повеќе територии. И таа војна со амин на НАТО и меѓународната, како сакате кажете Европска Унија, беше изведена од територија на друга земја, тоест на Косово. Фактички тоа беше агресија врз Македонија, која што меѓународната заедница ја прикажа како борба за човекови права на албанците во Македонија. Тоа така ви помина, без разлика што после некое време сватија колку е саат некој од Европа, но веќе беше касно, што американците влезат да помируваат, знаете тоа како е, знаеме тоа како е уште во граѓанската војна што се случи во Југославија 1991 година. Значи, оние кои што од позадината од сенка диригираат цело време таа војна да започне преку своји прокси сојузници во Европската заедница тогаш, со цел да се растури Југославија, кога почнуваше војната, као глумеа миротворци, демек немојте вака, ова е пат кон пекол, кон ова, кон она, за на крај да остават Европската Унија, тоа е заедница да го решава проблемот, кога веќе војната се разгори, за на крај кога сватија дека е дочукнал часот да се стави шепа тука и да се заврши војната, за да се продолжа да се тера големата приказна на шаховската табла наречена Балкан, тогаш влегоа овие, како се вика, холбруци, молбруци и за месец, два, три ги решија сите завојувани страни, сите оние лидери на некогашните републики на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кои што се колеа 3 години и се гледаа преку нишан, ги седна и ги смире и сите почна одеднаш да зборуваат за мир, па се случи Дејтон и така натаму. И го добивме ова што го добивме денес. Од една држава направија 6 други држави, кои што се снаоѓаат како што се снаоѓаат. Затоа мислам дека сепак е добар потек меѓути, што Мицковски ВМРО излегува во пресред и ја признаа реалноста наречен Охридски договор, затоа што и вие како народ, албанците, сте реалност во Македонија и нема друга опција освен да научиме да живееме заедно. Ама заедно меѓути, заедно. Тоа значи постепено градење на нација меѓути. Оти пострашно нешто од војна не постои на овој свет. Гледате како е во Украина, како е во Палестина, на Блискиот исток.
Знаете како беше и тука. 90-тите години. Што сакам да кажам? Убаво е што си пружате рака, со ова ја затнувате муцката на сите ваши сегашни непријатели, особено непријателите на ВМРО ДПМН, кои што гледаа со скепса во него изминативе години и се уште гледаат со надеж дека они мислеа кога ќе дое ВМРО на власт дека веднаш ќе ги затегне меѓуетничките односи, веднаш ќе почнат албанците да се осеќаат запоставено и излезе Мицковски, еве им одигра контра. Пружи рака, важи, ќе чествуваме заедно рамковен договор. Колку е тоа за нас македонците болно. Но ви реков зошто, ради предавства на ред предавства на некои други, јас така ги нарекувам, гарнитури кои во тоа време, и не само во тоа време кога почна војната, туку и претходно 10 години спија на лево водо дека се случуваше она што се случуваше околу нас, почнувајќи од граѓанската војна во Југославија, Косовската криза, бомбардирањето на Србија, избеглиците, бегалците од Косово што ги примивме тука и ред други работи, авантурата со милијардата на Тајван, кога Кина ни го заврте грбот. Значи, сето тоа беше смислено со цел да се ослабе македонската држава и македонската армија. Се сеќавате, у тоа време Борис Трајковски пензионираше околу 100 офицери на кадар на Југословенската народна армија, кои што тоаш беа во редовите на Арама. Значи, тоа беше непосредно пред да почне војната во Македонија 2001. Фактички се обезглавуваше државата на сите можни начини за ние војната да ја дочекаме во 2001 неспремни и да ја загубиме како што ја загубивме на зелената маса. Уствари, ова ми беше целта, меѓутоа, окей, значи, еве, немам ништо против. Јас признавам реалност. Да живееме заедно, без глупости, без анимозитет и непријателства, тепачки по населби, по автобуси меѓуетнички, секој да се чувствува безбедно, кај да отиде во градов, конкретно за Скопје зборам, па и за цела држава. Како што јас знам да отидам у Стара Чаршија, често пати да ме сопрат албанци таму кои што не ме познаваат, ме гледале на телевизија како сум зборел. Понекогаш не многу афирмативно за албанците, во смисла кажувајќи некои работи кои што јас ги сметам за вистина. Па ќе ме сопреле на улица, па ќе разговараме, па зошто мислиш така, па јас сум им кажувал често пати, некоја од децева најмалава ќерка била со мене, нели тука. Да, онака ме сопираат на улица и ме прашувале, ме гледале на телевизија. И повторно им ги кажувам тие искрено работи што сум ги кажувал и на телевизија. Затоа што се така, од некои факти не можеш да избегаш. Но да го оставиме тоа на страна. Така што меѓутоа немаме ние ништо против. Еве, ајде, ќе учествуваме и Охридскиот договор како една ваша победа, да кажеме. Ако сакаме да се почитуваме меѓусебно, но тоа нашето почитување на вашата победа, наречена Охридски рамковен договор, значи обврски од ваша страна. Знаеш што значи тоа меѓутоа? Тоа значи, еве неколку ситници. Прво од ситните работи ќе почнам. Тоа значи да им објасните на албанците кои што играат за македонските селекции, настапуваат за македонските репрезентации у спорт, да ја научат македонската химна. Од и оној Кунта Кинте од Сенегал што игра за француска репрезентација, дали во одбојка, дали во кошарка, дали во фудбал, ја пее Марселјезата. А у време кога ја напишана Марселјезата, Африка не била црн континент кој што е денес.
7, 6, 5% дали имало црнци на тлото на Франција у тоа време. Не било поише. Значи, Франција била претежно бела. А никаде во Марсељезата не пишува како дедо му него воспева дедо му на Кунта Кинта, како бркал некој лав и како дедо му на Кунта Кинта го фатил лавот и како го изел тука на лице место. Кунта Кинта лавот, не лавот на дедо му на Кунта Кинта. Значи ја пее химната. Еве од основни работи да тргнеме. Гледаш на телевизија вчера некој дојден од пичке си има од Сенегал, од Уганда, од Гана, од Габон, тие француски колонии кај шо биле. Дојде на 10-15 век, пее химната. Не прашуе зошто во Марсељезава, не пишуе за дедо ми на Кима, која го убил лавот, што сакаше да влезе у моето село да ги изеде сите у село, у племето таму. Не пишуе тоа. Ситните работи. Од покрупните работи, што можете да направите меѓутоа, тоа те многу убаво те праша и новинарот кај што гостуваше. Рече што правиме со привремено во наводници раселените лица од 2001. Немаше одговор на тоа. Луѓе сакаа да се вратат во Матејче, луѓе избегаа од Арачиново, македонци избркавте, никогаш не се вратија. Знаеш што е добар потек сега да направите меѓути? Мислам дека меѓути се викаше типов на емисија овој што беше у Чаир градоначалник, јеби га и справете ме ако грешам. Знаеш што треба сега да направите? Да ги соберете сите тие фамилии, македонски, етнички или Срби ако били етнички од Македонија, не знам, и да им кажете еве вака сега, еве ви ги плацовите, ако ви се куќите изгорени, општината со помош на државата ќе ви изгради нови куќи, ваше е куќата, ваше е плацот. Сакате, вратете се тука, живеете си, сакате, живеете си сега кај што живеете, ако сте се навикнале после 30-24 години од војната, но оваа куќа нова направена и имотот останува за вас и за вашите деца за век и веков. Тоа треба да го направите. Треба да престанете да им кажете на вашите да ги кршат обележјата кај што се случија масакрите на нашите војници резервисти. Еве да кажеме кај Вејце, секоја година ја кршите спомен плочата или што е да е тоа тамо. Така не се прави соживот. Меѓути, треба да расчистите у која држава сакате, ние знаеме вие кај сакате да живеете и тоа го работите, ние го гледаме тоа, дека од ден во ден се повеќе се бришат границите меѓу Косово и Албанија, дека е практично тоа во економска, културна смисла една држава, како што и делот кај што живеете вие во Македонија веќе е една држава со Албанија и Косово. Но, пошто исто така вие не можете да ги избришете македонците и да ги избркате од тука, тогаш можете да се однесувате како добри соседи, нема да кажам браќа. Добри соседи. И тогаш да ги почитувате на сите можни начини, да им го направите кејфот. За они вас, за македонците на вас да ви прават уште поголем кејф. Тоа е почитувањето. Од омразата никаде не води. Оти кога има омраза, губат сите. Трета работа. Велиш, ако не сме биле добри со албанците, тоа е со вас ќе не голтнале многу брзо србите, бугарите и грците. Меѓути,
Крајно време е да им покажете на бугарите дека не играте заедно со нив во иста екипа против македонците. Оти се до сега што направивте. И тој вашиот бивши министр за надворешни работи од ДУИ шуруваше со бугарите на штета на македонците. Лобираше против македонците. Погледнете што се случи за време на пописот во Албанија. Лажираа бројки. Да излезат бугари, оние кои што се пишали бугари во поголем број, ако доминатиот попис еден бугар се нема напишано тамо во Албанија меѓу македонското население кај што живее. Изборната, како се викаше тоа за статистика во Албанија, не знам како се вика таа агенција, која ги соопштуваше овие за избориве резултати. Ги пиша македонците северно македонци. Сакаш да кажеш меѓути дека немате доволно немате доволно сила да притиснете кај Еди Рама, кај Курти, кај Мурти, особено сега кај Курти, пошто сте нели вие продужена рука. Овие работи да се сменат, да се испочитуваат, да биде поништен тој попис во Албанија, каде што им беше дозволено на бугарите да се мешаат тамо кај што не смеа да се мешаат, за да ги избришат македонците од територија на Албанија, кај што живееле со векови. Тоа мала презва, со векови живееле таму. И се кажувале и се пишувале како македонци, и тие се македонци. Треба да покажете, ако сакате да бидеме добри соседи, добри пријатели, да си помагаме како што треба. Треба вие да застанете исто. Вие имате многу причини исто да ги мразите македонците. Ја го знам тоа. Имате многу причини. Но, како што ние имаме многу причини да ве мразиме вас, ама многу. Но каде води сето тоа, меѓути? Каде води сето тоа? Затоа, ако више сте решиле, со ВМРО, што ја го почитувам и оправдувам, да смените нешто во тој однос, ама сериозно да смените, не само декларативно, кој ќе дое празник, некој прослава на нешто, па и ќе седнеме заедно, чисто за очите на јавноста. Не, да се направи тоа во сите сегменти, да се направи преку соодветна со вклучување на други фактори во едно општество, да се прошири приказната. Па веќе вие имате млади луѓе што не знаат македонски јазик, затоа што од мали нозе учат во школи кај што се учи само на албански. Потоа одат на средно кај што се учи само албански, па на факултети кај што се учи само албански. Немам ја ништо против ни македонците да знаат албански. Немам ни за тоа ништо против. Затоа што живееш заедно, да отидам ја као шодам во стара чаршија често, кој ќе ме застане некој еснав таму албанец, кој ќе ми рече седи бе брат на еден чај, ја да му кажам на албански важи бе брат, ќе седнам, нема проблем. Кажи ти како си, шо преиш. Му направам кејф на човекот. Пола ден ќе биде среќен што сум го испочитувал на тој начин. Така што, фино ако сте тргнале у тој правец, но треба да преземете и обврски. Ја не велам вие како албанци сега да се посипувате со пепел, да кажете да, Сашо, таа војна 2001 беше ова и ова и ова во самата суштина, а не ова и ова и ова што ние ја кажуваме. Не мора, еве, не кажувај, не го кажувајте тоа. Ако ви пречи.
Ама овие другиве работи можете да ги направите. Можете. Велите, ке не голтнале србите, бугарите и грците, ако ние сме биле со вас на нож, со албанците, ако не сме добри со албанците. Покажете го тогаш тоа на дело. Дека вистина никој више нема да смее да не пипне како македонци, затоа што албанците рекле не, ние живееме со тој народ, со македонците, има да го почитувате, кажете им го тоа на бугарите. Не дозволуваме веќе влакно да падне на македонците. Знаете тоа каков импакт, на енглески кажано, или влијание ќе има врз македонците овдека кога ќе ве видат во едно такво светло? Кој нема да ви пружи рака, да ве гушне? Последен таков потек, една таква политика кај вас, кој утре од македонците ќе дозволи некој нешто против вас да каже? Така се гради нација. Она што вие го викате 30 години соживот. Нација така се гради. Да се сплотиш околу една идеја која што ќе ја одразува заедништвото на сите што живеат тука. Оти пази, у Македонија не живеат само македонци и албанци, бе меѓути. Живеат и срби, бошњаци, црногорци, хрвати, не знам, роми. А не сте само вие овде, што треба да зимате све и да добивате. Толку сакав само да кажам. Нема многу надеж дека нешто драстично ќе се смени у поглед на ова. Особено кога гледаме дека што му е целта на Дуи и како сака да игра во наредниот период. Повторно да внесува ове немири, проблеми, зборува повторно за не знам, бунтови, мунтови, не знам како да ги наречам. Но дај бе еднаш чисто пробајте бе. Еве шансата, сте се договориле со ВМРО, со Мицковски, ќе учествуваме заедно Охридскиот, ние за Илинден ви излеговме у преслед, заедно да бидеме. Абе чисто пробајте. Пробајте да видиме како ќе иде. Ајде. Убав ден.